По неколку неделно задоцнување, утре конечно треба да почне скринингот на учениците. Во првата фаза тоа ќе се врши во 9 средни училишта во Скопје. Според Министерството за здравство, во текот на утришниот ден треба да се тестираат 258 средношколци, а потоа скринингот ќе продолжи низ другите градови, како Кривогаштани, Бирово, Вевчани, Дебарца, Демиркапија, Дојран, Зрновци, Конче, Лозово, Могила, Новаци, Пехчево, Старана, Горичани и Центар Жупа. Тестирањето на учениците ќе се спроведува во просторија одредена од страна на училиштето, а тестирањето ќе трае помалку од 1 минута, велат од Министерството. Докторите со различни ставови околу тестирањето на учениците, додека едни сметаат дека контрола врз пандемијата во училиштето е добра за општото здравје, други се на став дека тестирање на репрезентативен примерок нема да даде реален увид во состојбата и порачаа дека решение е само ако се тестираат сите ученици барем еднаш седмично. Постапката за добивање на согласност од родителите почна минатата недела, а според надлежните, процесот треба да оди брзо преку податоците од електронскиот дневник. Здравствените власти првично најавија дека со скринингот ќе бидат опфатени помеѓу 40 и 50 илјади ученици. Сепак, последната одлука да се тестираат близу 8200 ученици по случаен избор. Скринингот ќе се спроведе во 364 основни и 109 средни училишта. 766 ученици ќе бидат тестирани од скопските училишта, 546 од Тетово, 489 од Куманово, 378 од Битола, 309 од Прилеп и 296 од Гостивар. Тестирањето ќе биде по случаен избор, ќе се спроведуваат мобилни екипи во рамки на училиштата, а се очекува дневно да бидат офатени по околу 1600 ученици. На последната анкета спроведена од fakulteti.mk, близу 70% од анкетираните родители се изјасниле дека нема да дозволат нивните деца да бидат дел од ковид скринингот во училиштата.